за да останеме во овие ненормални, условно кажано, времиња здрави, освен психичкото, многу е важно и физичкото здравје, меѓутоа кога тоа е микс едно со друго, тогаш е уште подобро. Разговараме со фитнес инструкторката Драгана Андреевска-Фидановска, која што работи на платформа која што во себе вклучува мешавина од фитнес и кикбокс, ако не се лажам. Добро утро. Добро утро. Погодив со ова најавата или можеби треба поинаку да ги комбинирам зборовите? Вака јас ќе подобјаснам на кратко. Значи, она што го вежбаме во нашиот клуб First Fitness е комбинација од кардио вежби на вреќа, на боксерска вреќа и фитнес вежби кои што нели се прават со тегови, со ластици и слично. Меѓутоа да речам она што е поспецифично е токму кардио делот на вреќа. Значи нема тука спаринг помеѓу луѓето, тука едноставно удари со раци со ноза во вреќа, што е многу интересно и можам да кажам убаво ја вади целата негативна енергија. Драгана, освен што сте сега фитнес инструктори во овие времиња каде што лимитирани ни се движењата, лимитирани ни се слободите на некој начин, нели? Имате улога сите како фитнес инструктори, тренери и на психички ментори. Ако се направи една паралела пред пандемијата и за време на пандемијата, има ли промени, има ли можеби зголемен број на луѓе кои што се пријавуваат да бидат дел од овие физички сесии пред се? Дефинитивно има многу голема разлика. Значи најголемата разлика ја приметивме лани во март кога се затворија првично сите фитнес клубови и значи кога се случи оној првиот локдаун кога луѓето буквално беа затворени дома и се почнавме да вежбаме од дома. Значи можам да кажам дека тогаш бројот на нови членови конкретно во нашиот клуб најмногу порасна. Значи многу луѓе од што едноставно не знаат повеќе што да прават дома сами со себе, немаат каде да ја потрошат енергијата, немаат издувен вентил каде што ќе се чувствуваат подобро едноставно. Многу луѓе значи почна физички да бидат активни, дали со вежбање онлайн, дали со практикување на јога и така натака. Можам да кажам дека тогаш свесноста на многу луѓе се крена за колку е важно физичката активност, колку е важна за да се остане во некоја добра форма физички, но и психички. Потоа, значи, можам да кажам дека со отварањето повторно на теретаните, исто така, значи, продолжија сите оние луѓе кои што практикуваат физички активности дома, продолжија тоа да го прават и надвор. Сега еве повторно имаме полициски час кој што ќе трае некаде 2 недели, затворени се теретаните, затворени се вежбалните. Не научили да се прилагодите оваа пандемија на вежбање преку интернет, преку видео платформи, всушност и вака како што ние го водиме разговорот. Има ли таков модел на вежбање? Има, да, дефинитивно, значи се прилагодивме и ние како фитнес инструктори, како фитнес клубови, но и членовите се прилагодија. Значи, веќе мислам дека нема клуб кој што не нуди онлайн платформа во вакви услови, дали е тоа во живо или е веќе снимен материјал, значи сите на некој начин се снајдоа да ги одржат членовите активни, бидејќи колку што е важно тоа и за инструкторот, значи важно е и за членовите, бидејќи секоја подолга пауза лошо влијае и на физичката кондиција, а е нормално, значи сите сакаме да ни останат членовите активни за кога ќе отвориме повторно клубовите да ги имаме назад во фитнес центри. И за сите оние кои што викаме од понеделник, од први ќе почнеме со вежбање како мотивација. Што е она што се добива од фитнесот во оваа комбинација која што вие ја правите со кикбокс? Како всушност изгледа тоа? И кои се психичките придобивки од истото? Физичките веќе се може да ги претпоставиме, тие треба да бидат нели по автоматизам да знаеме што добиваме од нив, новија психички?
Па вака, мислам, кај секој човек веројатно тоа влијае различно. Можам да кажам за себе и за поблискиот круг на девојки кои што доаѓаат кај мене, значи дефинитивно нашиот модел на вежбање е еден издувен вентил за вадење на нервоза и на негативна енергија и на се она што мислиме дека едноставно ни е потиснато во нас како така нервоза и стрес од секојдневието. Нашиот час од прилика изгледа половина час јако вежбање на вреќа, односно кардио удари со раце и со нозе, кои што стварно ве оставаат издишани. А остатокот од времето го користиме буквално за фитнес вежби кои што нели го подобруваат физикусот на некој начин, значи така естетскиот дел да се покрие од вежбањето. Кажете ми само подсетете психичките придобивки од самото вежбање, бидејќи физичките изморени, секако убаво за мускулите. Па еве, како што кажав, за секој различно, меѓутоа дефинитивно е нешто што ќе ви помогне да се смирите и значи со сите секојдневни нервози кои што ги имаме, едноставно да најдете некој психички баланс меѓу се оно што се дешава и свесно и подсвесно сите проблеми што ги имаме моментално, бидејќи мислам дека пандемијата колку што секојдневно значи зборуваме за тоа, си викаме ајде добро, знаете ќе помине и така натака, многу работи подсвесно ни се случуваат во моментов за кои што не сме толку во моментов свесни дека може да ни влијаете и понатака кои што ни се потиснуваат. Значи мислам дека и со тоа групно вежбање едноставно и ќе се видиш со луѓе и ќе се извежбаш и на еден начин не знам како еден друштвен издувен вентил на сите оние работи кои што во моментот не мачат. Да, имено бидејќи споменавме нели не мачат доста работи, а ова треба да биде издувниот вентил. Јас при прилика снимајќи дел од серијал кој што го работам во врска со ковид и кога барам соговорник најчесто психолози за потребите на филмот, не знаете колку им се пребукирани само термините и при тоа се млади генерации кои што повеќето од нив и те како ја чувствуваат пандемијата, освен или оние кои што си влегуваат во ресторани и во кафулиња си се журкаат и понатаму. За нив нема никаква криза, нема никаква промена. Затоа верувам дека овој физичкиот дел и како може да помогне. Како може да ве најдат сите оние кои што сакаат да тренираат? Значи, нашиот клуб најмногу не контактираат преку социјалните медиуми, значи на нашата Facebook и на нашата Instagram страна, каде што може да се најде контакт телефон, значи секој кој што сака да се приклучи може. Со тоа што морам да кажам дека во последниот период од кога значи вежбаме со доста намален број на вежбачи, значи има многу луѓе кои што чекаат за да се приклучат во групите, бидејќи едноставно не смееме по протокол да примаме многу луѓе, но пробуваме значи да најдеме начин да отворим повеќе термини, да вежбаме онлайн и така натака, значи имаме една да речам мини заедница во која што се девојки се дружат и комуницираат, која што стварно мислам од големо значење во овој период, значи да се мотивираат меѓу себе, значи да си направат муабет на најразлични теми што колку и да звучи смешно, значи во овие времења каде што не се гледаме ни со роднини, ни со пријатели, многу значи. Така што секој кој што е заинтересиран да се приклучи на вежбање може да не најде на социјалните медиуми и буквално ги охрабрувам сите, значи оние кои што се и помлади и постари, не се во добра физичка форма и оние кои што се, значи вежбањето во овој период е стварно нешто кое што може да биде само плюс и за овој период кој што не е тежок на сите, но и за понатака, значи да се створи една здрава навика која што значи може да биде само плюс на секого во животот. Да. Драгана Андреевска-Фидановска, фитнес инструктор, ви благодарам на овој разговор и сигурно ќе имаме прилика да разговараме повторно. Ви благодарам и вас, имајте пак ден.